Добар ден, вие повторно сте со Црвена линија. Во Србија само во 3 дена се случија 2 трагични настани. Ученик со пиштол усмрти 8 лица и рани десетина, а вчера момче на 21 година усмртил 8 и ранил 15 луѓе. Србија со 39 парчиња легално оружје на 100 жители е на 5-то место во светот. Дали достапноста до оружје е главната причина на овие трагични настани? Во Македонија има околу 180.000 парчиња регистрирано огнено оружје, но процена е дека во земјава има 450.000 парчиња нелегално огнено оружје. Оваа дискусија секако ќе ја продолжиме со вас, а претходно и ќе ве потсетам да продолжите да коментирате, шернувате и лајкнувате и на поставената тема која што е на профилот на Црвена линија на Facebook, секако на Twitter. Заследете ги и Телма телевизија, поточно на Facebook, каде што ја објавуваме темата и секако продолжете и таму да ги изложувате вашите гледишта. Но еве бараме како и секогаш задолжително да не заследите и на Instagram, а на Instagram доколку кликнете на Instagram Story, еве како изгледаме таму, значи се дава опција каде што имате можноста да одговорите на денешното прашање. Што да се преземе да се собере нелегалното оружје? 3 опции за одговор. Под А – ригорозни казни, под Б – награди или пак под В – откуп. Зависно од тоа кои се вашите одговори, секако кликнете на опцијата која што ја имате, а резултатите ќе ги соопштиме по рекламите во ова денешно издание. Почнуваме со првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Што може да се преземе да се намали бројката на огнено оружје? Искрено да ви кажам, јас ви кажав дека работев 30 години во полиција. Прво сочувство да му изразам во Србија и вчерашните погибља и за вчерашните, тоа е жалосно и многу е тешко кога цветот ќе му го земиш на родителот од раци. Тоа е многу емотивно, искрено ви кажам. Затоа јас како припадник поранешен на полицијата, секое оружје треба да се контролира. Без разлика дали имал дозвола за носење и поседување. Оружјето треба да се контролира. Тука полицијата треба подхитно да презема ригорозни мерки. Без разлика тука и кај нас се открено време дека некои деца од татковци му ги носели и така натаму, али се притегна малце системот во полицијата и тука ги снема. Оние кои што нема дозвола, подхитно да му се одземи оружјето и да се осудат по 50 години затвор. Зошто ќе речете? Затоа што тоа оружје ќе однесише 20 и кусур жртви. Затоа е оружјето наменето за непријателски цели, а не за пријателски цели. И тоа е за во борба, а не во пријателство да пука на свадба и така натаму. Затоа јас бум порачал на Министерството за внатрешни работи да поводи поголема сметка околу нерегистрираното оружје и да му се одземе и да се затворат сите в затвор. Ви благодарам многу. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Кој ќе бидете одговорите еве на оваа тема според вас? Ало. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Да. Ќе молам вака. Добро, вака е работава кога се добие, кога се дава од страна на државата оружје, се знае кој може да добие. И се знае умало и у град и кој може да има оружје, пошто многу порано прашале кога бараше оружје на граѓанин. Дури кај ујаците како што се. Или кај другите се прашуваше за човекот што бара оружје. Ја имам сознание порано, бивша Југославија, 72 студент имаше. За студентот, кога за безбедност се онадуваше, се прашува од кај му се ујаците. Дали кавгаджија, дали беладжи, дали она, дали ово, и се донесуваше одлука, не му се дава или му се дава. И се регистрира. Оружјето се дава у случај граѓанска војна. Оружјето се дава у случај на горење, земјотрес, помоќ да бараш преко пукање.
И не по свадбина, треба по крилорозите, рече го овие казните. Казните да бидат што потешко, например 500 евра, 1000 евра. Нека узабраќај да направи мала грешка 500 евра, него тамо кај што се прави мала грешка, голема штета, тамо треба да се бара, рече го, оружје да не се дава. Така, благодарам многу и за тоа што и вие се вклучивте во дискусијата. Продолжуваме со гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Благодариме. Околе темата, оружјето како да се собере. Едно време за време Југославија се испитува како е потеклото, дали има нешто криминал, има убиство или имат нешто направено блиските линии потеклото. Сега, ако имаш 15 години, може оружје да купиш. Шом си на функционер дете, можеш оружје да купиш одма. Вчера видоме на функционер како го син му уче борба да води у Македонија. На Стојанче Ангелов син му. Стојанче Ангелов син му го уче како со оружје да пука. Утре другиде тоа дете шо ќе науче. Али каков татко, таков и син. Стојанче Ангелов треба... Кажете ми, еве според вас, што да се преземе за да се собере нелегалното оружје? Ригорозни казни? Може би награди да не треба да доделуваме или пак откуп? Не, треба казни големи да бидат. Тие имат, што имат оружје нелегално, на тие ако треба 30 години затвор да не смее друг да помисле. На шо личево? Станаме див запад. Така, благодарам многу што дадовте одговори на нашите прашања. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Ало, добар ден. Вака, се јавува слушателка од Скопска населба Чент. Вака, мислам, јасна е намерата за забранување на нелегалното оружје, меѓутоа не мислам дека така би се решил проблемот. Мислам дека најголемиот проблем е тоа што живееме во едно современо нездраво општество, каде што се им е дозволено на малите, мислам на младите генерации и се им е сервирано на тачно. Може би со укинување, односно со взимање, запленување на нелегалното оружје ќе се постигне некој ефект, меѓутоа мислам дека пристапноста на младите и општо на луѓето до оружје е многу поголема. Значи, овде збориме само за намалување на бројката на нелегално оружје, а не на општо земено на оружјето. Затоа што има луѓе кои што психички и ментално не се, например, да речеме во најдобра состојба, поседуваат и имаат дозвола за оружје. Мислам дека малку треба да се разреши, да се постапи на пошироко гледиште и да се земе скупната бројка на дозволено оружје, не само на нелегалното. И не само оружјето се им е дозволено, но на младите живеам во таква околина каде што Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот 90 секунди, но и ќе ве обхрабрам секако ако сакате дополнителни секунди повторно да се вклучите во денешното издание на Црвена линија. Па еве што велат гледачите, што значи еве дискусијата ќе ја слободно ќе кажам, ќе ја растегнем и во однос на таа проблематика, што со оние кои што имаат дозволи, се разбира, и се официјални лица на кои што им следува нели дозвола за оружје, но еве имаат ситуација во кој што се разбира нивното оружје станува достапно за нивните членови од семејството. Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака, еднаш ја тоа што знам се пееше жртва некоја 2002 година. Се жнееше. Ама што се изнеа? Тоа е работата. Значи, американците продаваат памет тука преку некои нивни агенции тука за рейтинг да видат која држава најше, ја прогласиле Србија, па Црна Гора, па Босна и Македонија.
на крај, тие 4, додека Албанија и Косово, кои ще се ризница на оружје, значи ризница, знаеш што е трезор на оружје, од најладно до најжешко оружје, нигде не ги спомнуваат. Па и Хрватска, и хрватите не се баш, да рече, за подценување у вези оружје. Така да, многу не им верувам на овие западњачки анкети што ги прават. Сега баш најднаш чека плоден терен за Србија да кажа дека еве многу оружје останало гена од војните што биле. Овдека не се водеа војни. Жертви правеа, нека се дрзнат нашите политичари да идат по овие рамковни села. А еве во однос на еве гледачката пред вас зборувавме за тоа дека не е можеби само проблем поседувањето на нелегалното оружје, туку и какви лица поседуваат легално оружје. Може малку да ми продолжиш. Ајде доврши мисла, тоа да кажам ја. Значи вака, јас се спомневам, ја гледав преска изјавата на Вучич, се спомневам дека тој ќе успее да го направи тоа што го зацртал, може би ќе го спроведе само кај српскиот дел од населението. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас сега, кои те слушате какви видувања и размислувања имаат гледачите, па секако можете да се надоврзете или може би да имате никаков сосема поинаков став. Добар ден. Добар ден. Од црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Сега, видете во што. На овие луѓе што му загина децата, цело оружје од светот не може да му се плати. Затоа дори не е касно државата, министер за внатрешни работи да понесе барање до владата. Сето оружје да се собере од ловачки пушки за ловджите, друго се да се собери, било какво оружје. Гледате, дома татко го има пиштол, па го зеде да се истепа луѓето. Сето оружје да се собери, дори не е касно, после ќе биде кој види касно бадија, ќе продаваме паметците. Сега е најбитно што ни се случи во комшилокот, не е ништо чудно дека и кај нас може тоа да се деси. Така е, според вас предлог како може да се собере нелегалното оружје? Предлогот се е то оружје да се собери, да се побара прво да го предадат. Тие што не ќе го предадат да му се одреди казна затвор од 10 години нагоре за што не го предават. Замислете како се осеќа родителите што му загина децата, бре луѓе. Тие ништо не може, цело оружје на светот да му го даваш, не може да ти го дава детето. Нас не треба децата, не ни треба оружје. И хитно Министерството за внатрешни да понеси закон во собрание за одземање на оружје да си. Пријатно и фала. Благодарам многу секако и вам што се вклучивте во црвена линија. Добар ден. Христос воскресе. Вистина воскресе. Помош денешен и утрешен, Свети Ѓорги Победоносец, честити имиња и честити слави на оние кои слават и се викаат Ѓорги, Ѓурѓија, Гоце, вечни имиња. Па што да кажам, значи жално е кога после Велик ден во Србија или во Македонија некои размислуваат на сатански работи па да убиваат деца, луѓе, независно кои да се. И сега тоа е се последица на безбожниот систем поранешен, за кој наши отци викаат дека тогашно посејано безбожие ги дава сега своите штетни лоши плодови. Ако се учеше тогаш веронаука, боголюбие, човеколюбие, немаше да има сега вакви глупости. Но сега уште полошо се шири некоја хистерија со агресивни видеоигри, со наметнување на лошо однесување. Ако си примерен и добар човек или ако си македонец, тогаш си терорист. А како според вас може да се собере нелегалното оружје? Тогаш, молам? Според вас, кој е најдобриот начин да се собере нелегалното пред се оружје? Мислам дека овде кај нас, за жал, пошто имаме голем дел на нелојални луѓе кон државата македонска, тешко да има начин да се собери то нелегално оружје, пошто гледаме дека партија на власт, која дојде на власт 2001 со во наводници борба за човекови права,
и се најпривилегирани во Македонија, тие на избори победат, тоа е пукотница, не баре се води војна. Рафали цели пукаат, тие се значи привилегирани. Така, благодарам многу за јавувањето. Одиме малку со Твитер. Ке почнам со твитот на Ла Електра, која што ги коментира последните случувања и одлуките на премиерот Вучич во соседна Србија. Напишала во дневник да се оправдаат два настани во кои млади луѓе, едно дете, посегнале по оружје и направија убиство на невини луѓе. Министерството за внатрешни работи Србија го квалификува како терористички акт. Кој знае глумецот Вучич што ќе изјави за ова? А како да се ослободиме од пред се нелегалното оружје во земјава? Па еве имавме гледачка која што зборува дека не е проблемот само во нелегалното, туку и во легалното оружје. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Нема да кажеме за случкава сега. Има сум Перон, Бургијава викот. Најверојатно гледачот се исклучи, како и да е, ќе потсетам дека она што зборуваме совест е секако ве прашуваме дали сметате дека достапноста до оружјето е главна причина на овие трагични настани. Меѓу другото, ќе потсетам колку и да се создава еве гнев и револт, што е сосем разбирливо во однос на тоа зашто дискутираме во однос на настаните кои што се случија во соседна Србија, сепак правилото во црвена линија останува непроменливо, тоа е дека секако можете да ги изјасните своите ставови, но внимавајте и на употребата на зборовите, односно говор на насилство, навреди, алудирање нели на насилство, сето тоа се разбира ќе бидете автоматски исклучени од црвената линија. Сепак сме наменети за целата публика. Добар ден. Ало, добар ден. Од црвена линија сте, повелете. Ало, Тино. Ве слушаме. Е забегано од формирањето на државата до денеска 32 години. Министерството за внатрешни работи нема контрола на оружјето кое е издадено со одобрение. Има 30%, ако не е више, лица кои изумреле, а оружјето го позајмуваат на други лица. На други лица го позајмуваат кои го користат за лов и за некои други работи. Као прво. Као второ, Вучич ја враќа казната, смртната казна, која не е усвоена. Би требало да има смртна казна. Ако мислиме дека Америка е најдемократска држава, зошто во Америка постои смртна казна? Дали е во ред тоа? Али пред се, ако оружјето не го собере МВР, ловно и друго оружје, од лица кои го поседувале, а изумреле, нема перспектива во државата. Се уште ќе има вакви настани. Што игра мечката во комши, ќе дојде тука. Благодарам за вклучувањето. Продолжуваме повторно со Твитер. Сски напишал: таткото на Вториов е на висока позиција во армија на Србија. Врховен командант е Вучик. Ајде да ја видиме причата. Така напишал. А ние сакаме да слушаме, еве, според вас, дали достапноста до оружје е главна причина на овие трагични настани и што да се превземе за да се собере нелегалното оружје. Па дури и кога е легално, достапноста особено до малолетници. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Ваки сега. Да изразам сочувство на загинатите луѓе во Србија. Млади деца загинаа. Како второ,
треба да бидете многу пообјективни према народот, што се однесува до вас медиумите. Зошто? Затоа што целото нелегално оружје во Македонија се кај албанците. Тоа да ја биде јасно, а вие тоа го прикриувате, а не сакате да го кажете. Се плашите скопјениците. Зошто тоа го правите, мене не ме е јасно. Не ме е јасно. Сметате дека ниту еден македонец, србин и турчин во Македонија нема огнено оружје нелегално? Не викам да нема. Не викам да нема. Не викам да нема. Меѓутоа, ако некој има оружје во Македонија, тоа се албанците. А во однос на ова во Србија и ве каде што собственици на оружјето не се албанци, а се случија два апсолутно трагични настани, ние затоа и ја поставуваме темата со оглед на тоа што едниот е малолетник кој што има само 13 години, а другиот 21. Дали тоа значи дека достапноста до оружјето е главна и единствена причина за немилите настани и доколку имаме нелегално оружје во земјава, според вас како да се одземе пред се и како да се регулира таа ситуација? Па секако и достапноста на малолетниците, особено до легалното оружје кое што, како во одредениот случај, го поседуваат родителите. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Да, добар ден, Тина. Добар ден. Овде Баба Роска од село Орман. Голем поздрав до вас, Баба Роска. Се јавив кај сузе, ама ми застана жаба уста и не мога да се докажам. Затоа се јавувам сега да се докажам. Прво давам соучество на фамилиите у Србија. Многу сме тажни. А друго молам Бога сите овие невини луѓе што загина да ги земе у рајот. А овие што пукаа се у пекало да отидат. И за оружјето да се префрлам. Само регуларни строги, не може да го искажам, ако сум нервозна, строги казни. Не у затвор, него да се уздепа и он, па да му удепат него дете, па да види како изгледа тоа. Да таа фамилија сега како ли са душите у Србија. Што ќе прават тие луѓе? Животот ни го зема, не само тој што отишло и цела фамилија веќе запустена. До кога вака ќе биде? Па дај нека преземат мерки, нека зберат оружје. Гледате дека онаа пословица парата е утепувачка и точно е. Гледате ли, лекар има пари, купил пистоли, детето што направи. Овој сигурно и он војно лице имал татко, што направи 21 годишен и он. Дали може моето дете да отиде да купе пиштол, која чекат месечно да му давам ја 500? Благодарам многу, Баба Роска, што се вклучивте и денес во црвена линија. Ќе продолжиме со вас, предно секако имаат гледачите кои што се вклучуваат во живо. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Се повеќе се случува резултат на демократијата и човековите права. Кога имаше закон и ред, не ни чинеше, сега во бараме демократија, ја добиваме демократија. Дали може? Може се ако се сака, меѓутоа не се сака. А како може да се заврши работа? Стриктно строги закони, пременување на законот. Не е пазар бит пазар да биде кривичен закон. Како што имаме примери. Туку стриктно да се казни за она за што е сторено делот. Значи али како стриктно? Точно предвидена казна, да не може ни судиите да се пазарат и да зимаат алаш вериш, нити адвокатите да ги лажат странките дека ја ти завршил голема работа. Нелегално поседување оружје 15 години затвор и со здравје пријатно. Нема од до како што имаме сега закон кривичен, па дури може да право да се спогодите со обвинителот и да добиете дотепате човек и да добиете година дена две. Не, 15.
Се знае стрикно. И судијата да не може да калкулира, ама и да за памет. Кај нас законите не се превентивни. А како се прават превентивни закони? Само кога се запретува со висока казна. Ние гледаме дека не сме територија за демократија. Ние не знаеме улица да поминеме на пешачки премин, а камоли демократија. Се тоа е резултат на политиката во секој сегмент на животот. Се додека не се пропишат строги казни, се ќе го гледаме ова. Кај нас врие од оружје, да ви кажам право. Благодарам многу и вам за јавувањето. Одиме со уште еден твит, па еве можете да се надоврзете секако и нив и твитерчиите ги вклучуваме во денешнава дискусија. 100 марки има напишано: ако го исполни ова Вучик, браво. Секој што има оружје на 6 месеци, психолошки тестови и ненајавени контроли, каде во рок од 48 часа треба да прави тест за наркотици. Не може вика некој што се дрогира да има дозвола за оружје. Најави и ревизија на дозволите и 90% одземање. А како пред да се одземе и елиминира постоењето на нелегално оружје во земјава? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Сега вака. Дали се во црвена линија? Да, во црвена линија сте. Сега вака кажам. Собранието треба под брза постапка да донесе закон за овие миличињата, кучињата. Значи 8 годишно дете во Пинти го иззема скроз детето и детето почина. И под брза постапка парламентот треба да донесе изменен законот за тие штетници кучиња. Значи, ама еве сега зборуваме за постоењето на нелегално оружје во земјава пред. Ама и за тоа, ама ние види кучињата што е во Куманово иззема луѓе, во Скопје, во Пинти и во Струга. Тебе тоа треба да го поставите на социјалните мрежи, а не било несреќен случај. И за оружјето ќе го стратали во Западна Македонија не може да го соберат. Секој се знае. Значи, подхитно, од брза поставка, изменил законот за таа лајка, има монди што ти знам, значи, луѓе јадат тие кучиња, тоа се штетници. Ние зборуваме во однос на достапноста до нелегалното оружје, особено меѓу малолетници. Законот се донесе за малолетници. Малолетниците возат мотори од 12 години и 8. Еве тие родители да се повикат на одговорност во полицијата, да се възпитат деца, мотори возат и газат луѓе. Не може од 8 години, од 12 години дете мотор да возе. Добро, благодарам многу и имаме подсетување за оние кои што подосна ќе се вклучат да се држиме до темата. Навистина сакаме да слушнеме според вас кое е најдобро решение пред се и што да се превземе за да се собере постоењето на нелегалното оружје во земјата, а исто така и ве може да продискутираме што е со ситуации каква што се ситуациите во Србија, каде што родителите всушност законски се има дозволи за оружје, но при тоа имаат и малолетници, како во првиот случај, нели, кои што лесно го отворија сефот и дојдоа до огнено оружје. Како да се спречи? Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете. Јас во врска со темата ќе кажам за гројдето. Може ли? Ве слушаме. Малку да се нашалам. Не знам дали се сеќате, прошла година во Охрид магазин војни беше ограбен и целото оружје беше однесено. Прво се прашувам јас, како може магазин кој има камери, кој има сигурно и стража жива, да биде ограбен и само една се најави и повеќе не. Каде отиде тоа оружје? Второ, 2001 година после војната се направи една акција да се собере оружјето. Секој кој поседува оружје можеше да го предаде и да не образложува од каде му е тоа оружје. Второ, се сложувам со еден гледач што се јави пред 2-3 гледачи, кој кажа дека албанците се скоро сите наоружени.
Сите имаат оружје. Зошто не се говори околу тоа? Верувам дека тоа оружје што остана после војната кај нив, тие го задржаа, не го предадоа. И мислам дека ние сме многу македонците наивни. Не знам како ќе биде, меѓутоа и овде постои бојазност, бидејќи дрогата е многу расширена. Така, благодарам за јавувањето. Ќе подсетам само, внимавајте на тајмерот 90 секунди, но 5 линии се отворени, така да доколку сте во можност, можете слободно да добиете нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, да. Благодарам, пак. Прво, тешко е да се дискутира оваа тема, каде што стварно многу животи отидоа, не иде околу 20 човека во 2 дена, и мислам дека треба да се власта, политиката да се заземе оружјето да биде прибрано и да не биде достапно, што се вика, посебно на малолетници кои што не се зрели, не трезвено размислуваат и можат да го злоупотребат. Меѓутоа овдека треба нешто друго да се направи. Законите да бидат стрикни, не само за оружјето, за све да постои закон до, значи, исклучиво, да речем, 15 години, 20 години, 10 години, 5 години. Да нема пимплање од 1 до 5, од 5 до 10. Тогаш, значи, фактички се губи смисла на чинењето на прекршокот. Значи, тој да размислува. Второш, по моје размислување, да се направат по дојава, стриктни претреси каде што се сумја дека има оружје. Значи, и ако се најде случајно кај било кој, значи тој што ќе го поседува тоа оружје без одобрение и го употреби без, значи, да оправдани причини, значи не е во лична самоодбрана, да биде казната минимум 15 години, не, значи, и тогаш ќе размисли оној другиот што го има, ќе рече полбо ќе го фрлам во река отколку да го имам, па да ме некој казне и да лежам 10-15 години во затвор. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Прв пат се јавувам на телевизија, ги слушам народ како зборуваат, колко требало оружје да има, како да го казна човекот. Па ние очигледно гледаме знамења од Гостевар до Кичево, само орли и не можеме да ги симнеме, а не по оружјето да го забраниме. Ние знаеме дека оружјето и законите се само за мирниот народ и тоа посебно за македонскиот народ. И јасно е тоа, само народ мисли дека кога ќе се донесе некој закон и тоа вреде за сите. Законот вреде само за нас. Дали сте мисли вие да има собрчајка или некој да удремо некој возило со југо, со вака сега, она за што дискутираме е достапноста на оружјето до малолетниците. Еве во двата случаи практично... Тоа не треба да биде достапно, а дека ќе го скриеш дома. Дали сте се уште на линија? Се исклучи гледачот. Еве ќе продолжам со уште еден твит. Султанката има напишано: таткото на првото дете имал цел арсенал на оружје дома. Таткото на второто бил полковник на висока позиција во армијата на Србија. Вучич најави разоружување на Србија и менување на законот, како и претрес и запленување на секое нелегално оружје, а кое го има многу таму. Случајност? Како да се собере нелегалното оружје во земјава? Па еве и да зборуваме конкретно за вакви ситуации, каде што родителите, еден од родителите има дозвола за оружје, но при тоа има и малолетник и најверојатно во тој случај малолетникот му е достапно оружјето. Добар ден. Добар ден, Тина, и убав топол ден. Убав ден и вам секако. Ви благодарам. Вака. Нелегалното оружје. Нелегалното оружје сите знаат дека строго забрането е. Кај ќе се најде оружје, строго ќе одговарат. Сега како поминуваат во судството, како поминуваат во правдата, тие што го поседуваат тоа нелегално оружје, се знае законот.
Меѓутоа, знаеш што сакам да кажам, и тие што го поседуваат оружјето, мислам, дозволата за оружје, легално, не се способни, не се компетентни за тоа оружје. Не може секој оружје да поседува и да има дозвола. Меѓутоа, дојдоме ние со широк поим на политички партии, демократија, што кажува, не знаеме, ние не знаеме што е демократија, не знаеме, убаво каже да поминеме во Скопје покрај семафор ќе не сгази, не знаеме што е зелено и што е црвено, а камори да му дадам некому оружје, а кој војска не бил. Замислете колку ги има во државава. Од таквите родители, таквите деца ќе прават убиства. Затоа што таткото не е ишол во војска, не поминал воен рок и не е способен тој да го држи тоа оружје. Тие земаат сега благодарение на овие политички партии, нивни членови, исклучиво така, референтот си дават за оружје, баш го брига. Што, ќе му нареди председател дало, дај му, ќе му даде. Дали е подобен? Не. Времето ќе покажат. Ова што се случи исто во Белград, во Србија. Благодарам многу и вам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, Тине. Поздрав до вас и до други. Ја би кажам, тебе да доди на психијатар на 2 години, кој има оружје. Дали е способен веќе? Има оружје. Не може вака. Кој е тај што чува 9 травки од пистол? Тома. Не му треба 9 травки. Ко треба една. Јас са една мама. Ама, 9 травки да чува пистол и да му знае тетето. Не. Тоа не. Като ова треба што да пистол. Да му се не може. Не е способен веќе. Те е способен. Да псијатар. Сите што имаат овде, да псијатар на всеки 2 години. На всеки ден. Како да дозвола да вози или та 3 години. Така и за роден. Ова не е веќе оружје, бре. И не све. Не ви замат така. Тамо мине. И те компјутери тие хора. Ето та гледа. Тоа треба замат. Тоа замат. Треба. Тоа е тega, и те поздравам. Бидете поздравени вие, благодарам што се јавивте. Одиме со уште еден твит. Све сте те се напишал. Како и обично МК ќе чека, не знам што за да реагира. Инстантно инвалидирај ги сите дозволи за оружје. Донеси итно закон со кој ќе се собере оружјето и ќе се воведат нови ултраригорозни проверки за давање на дозвола. Воведи подраконски казни за нелегално оружје. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Се слушаме? Да. Јас моје видување ќе кажам. Оружјето да се забрани воопште, никакви дозволи, какви ѓаволи. Оружјето се знае кој може да го има, полицијата и војската кај што има потреба, тие да ги имаат. Ваков случај, мој закон, личен, јас тоа кажувам, не мора да биде таков. Пример, детето убило 8, така? Од фамилијата негова 8 души да се стрелат од. Најверојатно, еве, ќе мора да повторуваме постојано, но тоа е правилото. Ве молам, кажете го вашиот став и ве убедувам, тоа го знаат и 90% од оние кои што активно се вклучуваат во црвена линија, ги кажуваат своите ставови, но секако не употребуваат преценавредливи зборови кои што лудираат на екзекуции, на насилство и говор на омраза. Ве молам. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Вака, тоа што се случи овие 2 дена, мислам дека не е воопшто вкусно и убаво. Пред се, значи знаеме на свадби кога се оди, прво децата што гледаат е тоа пукање со пиштоли, пушки и ред други работи. Прво тоа децата го гледаат од постарите. Друга работа, значи видеоигрите, цртани какви има сега, значи зборуваме со пукање, со ред други работи. Тука треба малца, мое лично мислење, родителите да се стават некаква граница, значи
да не дозволува детето кое што нема 18 години или кое што е веќе полнолетно да ги гледа тие работи. А во однос на поседување нелегално, па дури и со дозвола оружје во присуство на деца и малолетници во својот дом? Не е во ред да се има, значи, оружје. Када што има деца, не е во ред да се има оружје. Значи, ете, се случува, нели, детето да го одбегнуваат во училиште и ред други работи. Тоа е момент када што може детето да направи таков инцидент и да биде, значи, стварно фатален. Така да толку ви благодарам многу. Благодарам многу и вам за јавањето. Сега продолжуваме со реклами. Еве, сега сме во делот каде што е време да ги соопштиме и резултатите од денешната Instagram Story анкета на Црвена линија. Тука сега го ќе ве потсетам да не заследите пред се на Instagram, Facebook и Twitter. А еве и на прашањето што да се преземе да се собере нелегалното оружје. Под А со ригорозни казни одговори 83%. Под Б награди 4% и под В откуп 13%. Тука останува да се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во Црвена линија. Секако во продолжение ќе ве охрабраме да излеземе од оваа малку тешка атмосфера и дискусија во Црвена линија и секако на ден пред викенд да ве опуштим и посакувам да бидете дел од оние кои што навистина убаво ги наградуваме во Завртина Тилма. Ќе помогнеме секако во тој процес, па и ве забележете ги овие прашања. Која птица слична на кокошка со име на овошје е национален символ на Нов Зеланд? Во Завртина Тилма секако ќе ви се случи ова прашање, на што е еднакво синус на квадрат плюс косинус на квадрат. Потоа, која е најпознатата плажа во Мексико и еве ви дури и четврто прашање, со која песна Владо Јаневски настапи на Евровизија во 1998 година. Сега, за кусо време на потек сте вие и верувам ќе имате причина да славите. Тоа се големите награди во Завртина Тилма.